А во општествена сцена, наш гостин денеска е Тошо Филиповски, автор на првата рок енциклопедија и на други изданија и колекционер. Добро дојдовте во утрински брифинг. Добро утро и добро најдов. Тошо, те викнав бидејќи на социјалните мрежи пред некој ден излезе еден твој повик на кој што имаше многу одговори, каде што ги повикуваш луѓето да дадат видеоматеријали од македонски рок бендови, рок н рол музика кои што има од телевизиите. Каков е резултатот на овој твој повик? Имаш ли веќе некои што ти дадоа такви материјали? Една кратка најава, во суштина тоа е реакција на инаку стално нешто собирам, стално нешто постирам, барам, се обидувам да се грижам за македонското културно богатство, особено за оној сегмент на популарната урбана музичка култура. И низ годините се сеќавам со еден проблем кој што се нарекува последните неколку години. Македонските телевизиски медиуми не сакаат да емитираат македонска рок музика. Од друга страна, изговорот е кога ќе разговарам со тоа се некои поранешни колеги или луѓе што ги познавам, одговорот е дека немаме што да емитираме. Од друга страна, македонските бендови се малку повеќе мрзливи и инертни. Одговорот кога ќе ги прашам зошто не доставите материјали за да бидат емитирани, не, медиумите треба нас да не побараат да. И една мртва игра во која што не се знае кој треба прв да го повлече чекорот, па бидејќи цел живот собирам некакви материјали и сум човек кој што потекнал од телевизијата. Пред многу години имав некои музички емисии и решив овој пат да изигравам медијатор, да ги соберам тие македонски музички спотови кои што се навистина во голем број и да ги доставам до медиумите кои што ќе бидат заинтересирани да ги емитираат. Значи, во случајот сега нема кој да се правда, нити медиумите, нити бендовите дека работата нивна не е завршена. Еве, ги имам материјалите, ги доставувам до секој кој што сака да емитира, а се работи за едно 2-3 дена собрав 200 македонски спотови, продукција изработена во последните неколку 2-3 години. Значи, бројот е многу поголем, материјал има и овој пат нема нити телевизиите, нити бендовите да ескивираат и мора да преидат на пуштање на македонска урбана музика. Да ги покажеме овие две книги на кои што ти си автор. Оваа втората, првата е македонската рок енциклопедија, а второто издание кое што неодамна излезе од печат е македонска дискографија винили. Тоа е една интересно издание и многу сериозно со еден научнички пристап си го направил. Во суштина, овие работи се прават прво треба да ги сакаш, па за да ги направиш, а второ кога јас сум од оние типови кои што кога навлегуваат во нешто да го сработат, се трудам да го направам максимално квалитетно за да подоцна или после неколку децении моите поколенија, мојата фамилија не се срами од тоа што сум го направил, а и самата сцена да има материјал со кој што може да се пофали пред други сцени. Дека не сме сцена која што нема со што да се презентира. Значи, во случајов започнав со македонската рок енциклопедија една едиција на документирање на македонското музичко културно богатство, кое што ќе значи по мене, ако здравјето ме послужи, едно 10 до 15 вакви книги со ваков габарит, на кој што ќе се документира се она што некаде од 50-тите па до односниот ден до последен ден се работело и се создавало, а за жал низ годините не е документирано на ваков начин. Сето тоа стои некаде расфрлано по различни часописи во меморијата на луѓето, меѓутоа не е ставено документирано. Тоа сакав да те прашам. Значи, урбаната култура, популарна, така наречената популарна култура, е предмет што се изучува на факултети, е предмет за кои се напишани научни трудови, магистерски, докторски тези и така натаму. Кај нас едноставно се доби Нобелова награда за урбана музика. А кај нас, например, тоа како да е некаде под тепих, како да е сосема заборавено, како да историјата официјална се изучува, се разбира во институтите, во МАНУ, но она што значи урбана историја, ние некако си ја заборавивме. Она што мене ме интересира на што работиме музиката, меѓутоа целокупната македонска урбана култура е фрлена некаде на страна, како да се срамиме од неа. А имаме што да покажеме, имаме со што да се гордееме. Дури имаме случаеви каде што Хрвативе неодамна пред некоја година славеа 80 постмодерна, враќање на постмодерната и поканија македонски уметници да присуствуваат на нивното славење таму. Да. Ние тоа не го правиме. Словенците пред
десетина години направија една изложба која што мислам дека е и трајна постановка во Музеот на современа уметност кај што нивната панк музика, таа субкултура ја изнесува во Музеј на современа и ја покажа и се гордеат со неа. Да не зборам за како дел од културата општата словенечка култура, со која што тие се многу горди. И така натаму многу примери. Значи, дури и светски е препознаена југословенската култура, ти го кажа примерот со мома кој што ги откупи часописите, младинскиот часопис Полет, да, бидејќи тука се првите работи на стрипцртачите Мирко Илич, Квадрат, тука се појавата на таа урбана музика на просторите на некогашна Југославија, еден феномен кој што е многу истражуван и сите се гордеат со тоа што го создавале како урбана култура. Македонија ми се чини некоја да се срами. Ајде, не сакам да бидам толку критичен, меѓутоа барем да не доаѓам до ситуација да не кочат оние кои што ентузијастички приоѓаме на документирање и на величење на таа урбана култура. Точно, ако смеем ја да се вмешам во ова, бидејќи ја не можам да се дефинирам како огромен познач на рок музиката, меѓутоа доаѓам од тие генерации кога се формираше тоа цело движење, нели, и така. Колку новиве медиуми всушност помагаат во ова што го говориш, во собирањето, колекционирањето, размената и така натаму, или одмагаат можеби? Или прават еден тотален дефокус со својата слобода на пласирање се и се што можеби одмагаат во напорот кој што го правиш? И помагаат и одмагаат. Значи, двете ситуации. За жал, ова што го работам сам. И е многу напорно да се постигне, да се биде секаде и да се коригира се што како информација доаѓа. Јас сум многу сигурен во податоците кои што ги имам, истражувајќи и овие работи и таа популарна музичка култура. Со месеци, можеби цела година универзитетска ги поминав сите списанија и истражував и подоцна кога ќе направиш споредба со интернет медиумите кои што објавуваат информации во Википедија, ќе видиш дека многу неточни податоци се пласираат. За жал па не можам да постигнам да ги коригирам сите тие работи. Постои ли електронско издание на ова? Не, за жал, повторно, ќе кажам, не можам да постигнам све сам. Значи, во суштина ова го тргам веќе на страна, ако некој сака да се нафати, ќе му оставам слободно да го дигитализира, да го направи, јас се фрлам на некои други работи, да ги досредувам. Инаку, многу е проблематично и тоа што повторно, моментот на документирање, се сеќаваш дека еден период сите македонски дневни часописи ги имаше во интернет варијанта. И ја некаде пред 10 години кога работев Македонската рок енциклопедија, кога доаѓаше да се повикам на податоци од тие последни 10 години, викав во ред, има на интернет, ќе ги најдам податоците. За да неколку месеци пред да објавам книгата, сака финален чекинг да направам со некои актуелни податоци, видов дека на интернет не постои ништо. Да, бидејќи сајтовите се паднати и еве го моментот кој што кажувам, ако го немаме запишано нашата историја на хартија, ние ја немаме историјата. Така е. Ја изгубивме историјата, бидејќи повторно ќе се навртам, имам реакции често, што ќе ти е ова да го работиш, кој чита денес книги, зашто ти е книга кога имаш све на интернет и еве го мојот одговор, на интернет има, ама еден момент некој ќе го пресече и ја губиме историјата. Архивите на весниците, на телевизиите и така натаму ги снема. Тоше ти подготвуваш и нови изданија од овој тип? Ја поготвувам и нови изданија, меѓутоа ова е све најава за еден мој многу покрупен проект кој што со години се обидувам да го направам, е поврзан со ова што пред малку спомна, архивирање на македонската музика. А тоа е проектот Центар за истражување, архивирање, дигитализирање и промовирање на македонската рок музика. Тоа е 3 во 1 или собрано музеј, архив и институт за промоција, за истражување, се собрано на едно место, или кинотека плюс филмски фонд ставени на едно место. Да. Значи, постои кај нас се грижат институции за филмот, има институции за фолклорот, имаш и танец, имаш институт за фолклор, па дури на факултетот за музичка уметност се дигитализираше фолклорот. Урбаната култура, урбаната музика воопшто не е тангирана. И она што го работам и што упорно аплицирам како проект е да се создаде еден таков центар кај што ќе го документираме, собереме сето тоа, со назнака го имам јас сето тоа, меѓутоа веќе немам физички простор приватен кај што можам се тоа да го чувам и соодветно да го си има правила на чување квалитетно. Имам фанзини, сите македонски фанзини од 90-те до сега, тоа се стотици приватни списанија, фотокопирани, се бледе, за жал се до тоа се упропастува ако
плакати, постери, флаери не се соодветно чува. А од друга страна и тоа е интересен проект и од туристичка гледна точка, значи повеќе наменски, значи музеј, имаме секакви музеи, меѓутоа музеј на урбаната култура, ние зборуваме за туристи, доаѓаат меѓутоа не секој сака да гледа танец и да гледа музеот на восочни фигури, има урбани луѓе кои што посетуваат држава и би сакале да видат како изгледале првата гитара на Владко Стефановски. Не само туристи, туку има урбани деца кои што ни се кои што треба, кои што треба да се запознаат со главните посетители би биле тие генерации. Да доживеат првата лекција со судир со урбаната култура. Тие ќе живеат таа урбана култура и во тие најрани години треба да им покажеме in face како тоа изгледало, како тоа со гордост нивните родители го живееле тој живот и израснале во подобри луѓе. За апропо се тоа што на медиумите ни го нудат како онака вештачка фейс култура од поблиските соседни земји, надградени. Точно, имаме многу разговор, ќе те викнеме пак, ќе се интересираме, ќе се информираме докаде си со своите проекти. Јас ти благодарам што беше гостин во утрински брифинг. Благодарам и утрински брифинг. Само на крај да те прашам како се носиш со коронавирусов, се справуваш? Во паничен мод или немаш? Немам време да мислам на него, а у суштина зборот ми е многу познат. Чудно или не, меѓутоа многу бендови од оние што сум ги сакал од 80-те го употребувале тој збор корона, има доста панк песни и така, сум навикнат и немам време да се занимавам. Леко те во рокот со други збори. Македонскиот рок-н-рол нема време за чекање и некој коронавирус тамо башка неоригинален од Кина доаѓа. Мислам дека може да поминеме на следната содржина, му благодариме на Тоше.